Продолжува самоволието на парламентарното мнозинство. И тоа за најважното прашање за државата, референдумот за договорот со Грција. Свесни дека договорот е штетен за државата и граѓаните и свесни дека е спротивно на волјата на граѓаните на Република Македонија, тие се обидуваат со сила, без прифаќање на аргументите на опозицијата, да протуркаат прашање кое е двесмислено и повеќе значно. При тоа, тука се прават две крупни повреди. Има брутално газење на воспоставената демократска практика било кое референдумско прашање и негово формулирање да биде донесено по пат на заеднички консензус со релевантните политички субјекти. ВМРО ДПМН во тој процес не ја прифати улогата да биде алиби на власта и единствено за декор, туку со аргументи дебатиравме дека прашањето мора да биде еднозначно. Напуштањето на оваа пракса значи продолжување на самоволието на власта, непочитување на волјата на граѓаните и уште еден силен удар на демократијата од оваа недемократска влада. Втората повреда е законска. Согласно член 15 од Законот за референдум, цитирам, прашањето на гласачкото ливче мора да биде прецизно формулирано и недвосмислено, така што граѓанинот на референдум да може да одговори со за или против. Прашања кои се поврзуваат со други теми се двосмислени и може да доведат до забуна. Потребно е референдумското прашање да биде сосема јасно и прецизно и единствено поврзано со договорот. Прашањето кое се предлага од власта, дали сте за членство во ЕУ и НАТО, поддржувајќи го договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, е во целосна спротивност со законот, истото е двосмислено и повеќе значно и пред се манипулативно. СДСМ сака да изигра волјата на народот и преку кршење на закони сака на сила да протне договор кој капитулација, нечесно поврзувајќи го со членството во НАТО и ЕУ, што пак е заедничка цел на сите. Барам итно да се откаже парламентарното мнозинство од ваквото насилничко однесување. На седницата ќе учествува пратеничката група и со сите аргументи, со сите факти ќе се обиде да делува на владачкото мнозинство.